Продолжуваме точно со оној амандман што по мене можеме да го земеме како пример на кој начин се поставила владата кога ни го предлага буџетот за 2013. И ова е еклатантен пример дека најмалку станува збор за развоен буџет. Ова не е буџет за граѓаните. Овој буџет не води сметка за граѓаните. Тука ве уверувам и ве убедувам. Ова е буџет за бизнис интереси. Ова е буџет што треба да ги пополни дупките во кои во овој момент, декември 2012, се наоѓа Република Македонија. Пред само пола час лично присуствував на изјавата што министерот Ставревски ја даде токму од просториите на Собранието на Република Македонија. И како безброј пати досега кажа дека го одбива конструктивниот предлог на Социјалдемократскиот сојуз за одблокирање на буџетот што сега е веќе јасно. Е блокиран од страна на владата предводена од Груевски и каде што Ставревски е во исто време и заменик претседател на влада и министер за финанси. Блокадата доаѓа од Илинденска безброј. Факт. Лага и злонамерна конструкција дека се обидуваме да направиме блокирање на буџетот, господине Ставревски. Лага е. Иако повикувате помош од пријател, ве замолувам наискрено, нема да користам нити збор за да ги зовријам страстите. Само дајте да се разбереме. Не е точно дека сакаме да наметниме наш буџет. Тоа го слушав од колешките од првиот ред. Оти тоа имплицира дека вие нас ни нудите ваш буџет. Не, колеги. Не, господине министер. Ова не е буџет нити на владата, ова не е буџет на ВМРО ДПМН. Ја налогно на тоа не смее да биде нити буџет на Социјалдемократскиот сојуз. Не. Ова треба да биде буџет за граѓаните во најсиромашната земја во Европа. Во услови кога се наоѓаме на вистина во сериозна критична ситуација. Ве прашав и минатиот пат, до тука ли дојде ситуацијата и до тука ли е празна касата и за 2012? И дали во 2013 стартуваме со сериозни буџетски дупки кои се обидувате да ги покриете преку предлог буџетот за 2013? Вие кажавте во изјавата дека, замислите, деструктивната опозиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз кочи две задолжувања кои според вас се вонредно поволни. Едното е 50 милиони долари, божем од Светска банка дадени за развојни конкурентни политики, што е лага, бидејќи во првиот став за амандманот ќе зборувам. Не се нервирајте. Ќе ви кажам, ама бидите парламентарен, барем во парламент. Ве молам. Ако забележавте, нити вчера, нити некни не добацувам. Бидејќи сакам да слушам туѓи мислења, за да можам да се поставам. Јас замолив и вас ве молам, колешке Бонева, ајде да направиме заеднички добра работа. Тоа беше понудата. Бидејќи двата заеми што ги најави министерот, дали се неопходни и вметнати веќе како извор на приходи во буџетот, предлог буџетот за 2013? Одговорот е да. Гледајте колку планираме за да преживееме 2013, ставката домашни надворешни задолжувања. Погледнете, колеги. Не ви треба апсолутно никакво посебно експертско економско предзнаење. Ама овие презадолжени граѓани не можат веќе да живеат во услови на нови и нови задолжувања, бидејќи немаме соодветен раст на економијата. Немаме, не можеме да ги алиментираме, ќе ги доведеме идните генерации пред колапс и банкрот, пат од кој враќање нема. И затоа предлагаме не кратење кој ќе невозможи
политиките на легитимната влада да ги спроведува и натаму. Не е тоа работата. Работата е во рамките на предложениот буџет да се скратат возилата, мебелот, зградите, оградите и така натаму, и така скратени да се пренаменат на вистинските реални потреби на граѓаните. И за исплата на повисоки пензии, и за исплата на повисока социјална помош, и за исплата на субвенциите. И при тоа да ги сочуваме капиталните проекти, од кои ни зависи пак предпоставката дека 2013 како така ќе оствариме каков таков економски раст. Нужно ни е тоа потребно. И ова не сме да биде предмет на политичко препукување. Лага е дека сакаме заедно, јас не знам од кога тоа СДСМ го ставате во пакет со, и јас денес го чув предлогот на колегата Изет Зекири од сосема друга опозициона партија. Немојте така, ве молам, ве замолувам да најдиме сила, да одблокираме. Прифатете го она што значи само 10% кратење. Не ќам никој да стекне впечаток дека Социјалдемократскиот сојуз нуди невозможно. Не. Ги гледам почитуваните колеги економисти. Само по 10% намалување на патни дневни расходи, 90% ќе си останат, бидејќи е и тоа нужна ставка која треба да ја има. 10% во комунални услуги, материјали, ситен инвентар, поправки тековно. Предлагаме да нема привремени вработувања, да нема. Единствено што предлагаме 20% намалување на договорните услуги. Колегите од власта ни го завзедоа местото. Само ќе ве замолам да не ги читате и да не ги чепкате материјали. Не ми смета, материјали имаме многу. Се извинувам наискрено. Овие материјали 2 недели ги држим. Навистина се извинувам. Ако вака ги скратиме, ќе нема потреба Република Македонија да се задолжи ни со 50 милиони долари, ни со 250 милиони евра. Кажете ми каде овде гледате инает, каде гледате деструкција и каде гледате желба нешто да обструираме да не се случува. Каде гледате интерес против граѓаните? Колегата Илија Димовски се запени за да каже дека Боже уште терористи не направи. Дека ние сакаме нешто да не... Се ќе има, пари ќе има. За се, освен за она на кој остро се спротивставуваме. Споменици, огради, луксузирање. Во сиромашна економија, кај сиромашни, гладни граѓани, ќе дозволите, тоа треба во 2013 да се остави настрана. Па во некои добри дни времења, ако сака некој тие проекти да ги продолжи. Тоа е нашата пон. Ве замолувам уште еднаш да размислите. Ветуваме дека ќе се повлечиме од амандманите ако тоа значи дека сме стопирале нови 2 задолжувања. Нови 2 камења околу вратот на нашите, на нас, на нашите идни генерации. И за прв пат, господине Ставревски, ќе имате поддршка и од опозицијата за буџетот 2013. Сериозна, одговорна поддршка. И ние мислиме дека како опозиција тоа ни е луѓе основна задача работна, опис и попис на работно место. Да коригираме. Ве уверувам, бидејќи толку сакате да го почитувате мислењето на граѓаните, кај сте дале 10 милиони евра за промоција. Направите една анкета, ајде на референдум да ги прашаме граѓаните што му е помило. Нов кредит со камата околу врат или пак да се откажеме од мост, од зграда, од барокни огради, од тркала, од 14 милиони евра споменици во Скопје. И тука се враќам на амандманот. Понудата останува, господине Ставревски, во интерес на Македонија. Дај Боже да покажеме сите заедно основен капацитет дека препознаваме сериозност на ситуацијата. Ништо друго не бараме. Да нема задолжувања и да нема непродуктивни ставки. Од нив да се алиментира потребата од новите задолжувања.
ќе се спасиме и од каматите и од 20 годишни исплати на рати. Се сеќавате, колеги, колку пати што од министерот, што од заменик министерот ме убедуваја дека нашите амандмани се неприфатливи, бидејќи не може централниот буџет да финансира јавно предпријатие? А дека тоа не е така, токму овој амандман покажува, ја давам својата сериозна поддршка на колешките кои бараат извојување на средства од централен буџет за 10 автобуси за јавен превоз во Штип. Истиот амандман, и јас и колегата Менде го имаме неколку амандмани пока. Со таа разлика, што јас и Менде Диневски 2010 два пати го поднесовме овој амандман, 2011, 2012 и сега, 7 пат. И задоволна сум што сме предизвикале кај колегите секој за својата општина, каде што се соочува со истиот проблем, да си бара пари. Нормално е тоа. Значи, проектот што владата го смета за еден од своите најуспешни проекти, тоа е обновување на возниот парк во јавното сообраќајно предпријатие, и пак ќе потенцирам. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје го промовираше во 2009 година. Ова го извадив пред неколку дена, се уште ќе го најдите на веб страната на владата. И од тука започнувам со елаборација на како еден проект може да предизвикува поделби. Имам добра пријателка од Скопје која смета дека што сте се накомиле на скопјани. Апсолутно сакам да ја коригирам и да се извинам ако некој граѓанин на Скопје стекнал таков печаток. Ние сите од другите градови реагираме на неправедната, неправична поделба на сите средства, кои сите заедно ги ствараме, да се концентрираат 80% на територија на Скопје. Дај Боже скопјаните да гледа сериозни предпоставки со вакво издвојување на средства и да имаат подобар и полесен живот. Ама и скопјани ја имаат истата мака, како и од граѓаните од Тетово, од Битола, од Гостивар, од Гевгелија, од Куманово, секаде. Сите исто патиме, бидејќи парите не стигнуваат онаму каде што треба до граѓаните. Не верувам дека скопјани живеат поубаво заради еден куп барокни згради, дел од проектот Скопје 2014. Ниту подобро се облечени, ниту посрекни се, ниту се понајадени, не. А еден куп пари години наназад одат на тоа. Гледајте што пишува во моментот кога владата го промовира овој проект, заедно со модернизација на аеродромите. Вели вака, ќе цитирам. Станува збор за обновување на возниот парк со нови автобуси, набавени со, потенцирам, средства на владата. Вие, господине Ставрески, во владата не оти се бавите со некоја доходовна дејност, па стварате вишок, имате своји средства и сега сте одлучиле со право на собственик на средствата да го изберете среќното јавно предпријатие ЈСП Скопје за да донирате тешки милиарди денари. Не е тоа така. Ама ќе ве подсетам, кога барав за јавно предпријатие за Битола, рековте ова не, по кој закон тоа го барат? По овој закон. По овој закон. Ама овој проект, кога беа ветени 300, вкупно ќе кажувам, различни, ќе образложам кој, 303 автобуси во 2009 година. Така беше промовиран проектот. Колеги, за овој проект, во овој буџет, има планирано 1 милиарда 137 милиони денари. 1 милиарда 100, нешто помалку, околу 20 милиони евра. Само да ве запрашам, дали некој од вас направил една груба проценка, на рака ја правил? Во 2009 колку пари досега се издвоени на овој проект? Во 2009, иако во буџетот беа предвидени 783 милиони, па со ребалансот најавени, во завршна сметка 0 денари. Значи, биле пренаменети за друго. Гледајте како е, и ќе ви читам само завршна сметка. Планираното било многу повисоко, но во просек до сега 50% од планираното е веќе потрошено.
Колеги, во завршна сметка стојат ставки на потрошени средства. И тоа значи, за автобусите во Скопје, 2010-та 285 милиони денари, 2011-та 554,5 милиони денари, 2012-та нема завршна сметка, ставката со ребалансот е 1,354 милиони, и ако тие досега се потрошени, вкупната сума е 2,1 милиарда денари. И сега уште нови 1,1 милиарда денари. Како ова ви изгледа? Кога ви говорам, сакате во милиарди, сакате во евра. Многу или малку се однесува само и само за автобуси во Скопје. На кој начин течела тендерите за реализација на овој проект, сакам да ве потсетам оној што навистина води сметка и се интересира. Пред 2 недели во Србија имаше голем проблем во владеачката коалиција. Се скара социјалистите и Демократската странка на тема набавка на автобуси за градски превоз. И еве го тоа. Дрма се Београд, се извинувам, се треси Београд, сукоп на социјалистите и Демократската странка заради Икарбус. Да ве потсетам. Икарбус е она што беше ФАС 11 октомври во Скопје. Како пратеници ве прашувам, не како припадници на политичка партија. Да ве праша. Дали ако некој ве прашаше, се разбира од Илинденска безброј, еден од вас ќе, условно да кажам, ќе дигнеше рака тендерот да го земи странска компанија или пак како вистински патриоти, како што сакате да се нарекувате. Оти владата нели ни е најпатриотска? Ама не им текна оваа сделка од 3,5 милиарди евра да им ја насочат кон ФАС 11 октомври. Не. Луѓето се уште на улица. Луѓето се уште на улица. Социјалистите од Србија, во овој случај на вистина сакам да им да изразам сериозна завист. Какви социјалисти има Србија? Нашите социјалисти се поинакви. Нашите социјалисти, бидејќи не реагирале, се поинакви. Имаме тука представник на нашите социјалисти кои нели застапуваат десничарска политика. Се дојде, сега ќе ви го цитирам за да знаете како вистински патриотски се реагира кога треба. Не е патриотизам да се чукате во гради, а да попегнете илјадници километри во Холивуд само да не видите како коалициониот партнер сте им дозволиле да си слави свој празник во Скопје. Не е тоа патриотизам е кога се трошат парите од граѓаните, да застанете и да обезбедите. Купувајте македонски производи. Нема да му го одземам авторството на тогашниот млад, амбициозен министер за трговија Никола Груевски во владата на Љупчо Ѓорѓевски. Тоа немам намера да го правам, бидејќи не е коректно. Пица економија кога ни црташе и кога го измисли познатото Сонценце, купувајте македонски производ. И тоа е многу сериозен проект, кој најискрено го поддржував, иако не ме спречуваше мојата лево ориентирана идеологија. Ама овој човек, кој се уште се крие и издвојува за кампањата, купувајте македонски производи, се реши тендерите да ги даде во Украина и Кина. Тендерите за автобусите, 4 милиарди денари, колеги, наместо да одеа на ревитализација на наш успешен, години наназад признат стопански субјект, кој произведуваше автобуси. Го зедоја Кина и Украина. Затоа, кога говориме за факти, сакам сериозност, сакам објективност и сакам да дојдеме до точка како што знаат и умеат и треба владини коалициони партнери да се расправат. Многу е битно. И додека социјалистите велат тоа треба да биде ставка која ќе ја земе Икарбус заради заштита на вработеноста, заради останување и прометот на
средствата во Србија, логично беше оваа голема, огромна сделка, тешка околу 60 милиони евра, да ја добие македонско предпријатие. Тука владата на Груевски, па и Старевски, паднаа на испитот. На патриотизам се разбира. И на економска логика се разбира. Бидејќи 1400 вработени од 11 октомври ќе можеа да си вадат леп во Македонија. Средствата што владата ги издвојува и ги носи надвор. Потоа им се лутиме на и онака малкуте странски инвеститори, кога приливот, нели, кога екстра профитот ќе си го однесат во матичните земји. Абе ние нашите средства од граѓаните на Македонија ги упативме надвор во Кина и во Украина.